vrata u život od prijatelja. So Gospod Isus Hristos i bez Него современото општество живее во ерата на екзистенционализмот. Тоа подразбира живење во световното и материјалното. Човекот има три дела: тело, душа и дух. Телото и душата се живи, но духот е мртов, без Бог. Зашто телото без дух е мртво. Пишано е дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Имаш два патови, пријателе: да живееш со Христос или да живееш во световното. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот, и кој доаѓа при мене, нема да го оставам надвор. Исус вели: кој верува во мене, нема да се посрами. Можеш да живееш без Бог, но прашање на време е кога ќе те слечка светот, световното, сатаната, паднатиот ангел, и ќе завршиш во огнено езеро. Ние живееме кратко на земјава, а горе постои Божиот царство на небесата. Пишано е, Исус Христос вели: никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Господ сакаше да се најдам во Перт за Божик, во еден современ, световен свет, во кој вербата на луѓето е во екзистенционализмот, да преживеат, да натрупаат материјални богатства, а пишано е во Словото: не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и регјата, и каде што крадците ги поткопуваат и крадат. Но собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец ниту ргја ги јадат, и кратци не ги поткопуваат ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Ние зборуваме да направите соединување, повторно родение со Исус Христос, да го повикате да застане на тронот на вашиот живот, да се покаете, да го оставите светот и да живеете во единство, во еден дух со Него, како што пишува во Светото Писмо со Исуса Христа. Светот е полн со осамени, болни, безнадежни, изгубени, луѓе полни со омраза, луѓе кои не ја спознале Божјата љубов. Зашто Божјата љубов, како што вели Светото Писмо, секој ден да можеме да се облечеме со Божјата љубов и да врвиме по Христовата светлина. Божјата љубов подразбира две правила и заповеди кои ги оставил Исус Христос, а тоа е: љуби го својот ближен како самиот себе и љуби го Господ својот Бог со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Златен Господе Исусе Христе, за да го запознаете Бог, Исус Христос, треба да ја читате Библијата, Светото Писмо. Тоа се текстови живи слова кои се дојдени преку Исус Христос, зашто Исус вели: јас сум Словото. Значи Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И тогаш тоа Слово ќе почне да одекнува во вас, да живее во вас, да ве роди одвнатре, да ве роди во единство со Господа Исуса Христа. Принципот на христијанството подразбира бесконечна, бескрајна, непресушлива љубов. Апостолот Павле вели: ако љубов немам, ништо не сум. И да ги имам сите знаења за сите работи, па и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. Ја имате ли вие таа љубов? Можете ли да преместувате планини?
Можете ли да го љубите својот ближен како себе си? Можете ли да врвите во овој свет без Бог, без Исуса Христа? Постои еден добар човек, еден добар пријател кој ве љуби такви какви што се, кој безгранично ви ја подава раката и дојде да ве повика на спасение. Зашто пишано е, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Тој доктор, тој човек, тој учител е Исус Христос, Син на живиот Бог, Јешуа Хамашија Адонај, кој слезе за вас, го испрати Отецот Небесен не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. И никој не може да дојде при мене, вели Исус, освен преку мојот Отец. Кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Не е тешко, брате христијанине, да го повикаш името на Исус Христос. Кој ќе го повикаш името на Исус Христос, почнува процесот на твоето духовно будење, процесот на твоето новородение, процесот на твоето родение од озгора, процесот на соединување во еден дух со Исус Христос, процесот на твоето менување, за да се подсетиш дека си создаден по Божиот образ, да го оставиш гревот, да бидеш исцелен и здрав, да сведочиш за Исуса Христа и како што вели Исус, оди и не греши повеќе. Од Перт, Западна Австралија, каде што го прославив Божик и каде што се сретнав со повеќе христијански заедници, можам да испратам само една порака. Без Исус, овој свет и овој живот не само што нема никаква вредност, туку сигурно те води, брате и христијанине, по широкиот пат што води кон пропаст, зашто тесен е патот што води кон животот, пишува во Светото Писмо, и малкумина го наоѓаат. И ти можеш да бидеш еден од тие малкумина кои го наоѓаат. Патоказот е еден. Отвори ја устата и викај: Господе Исусе Христе, дојди, застани и остани на тронот на мојот живот. Апостолот Павле кажува една убава христијанска вистина. Јас не живеам повеќе, вели тој, туку Христос живее во мене. Со Исус Христос се е лесно. Тој ви дава власт да газите на змии и на скорпии. Ке можете да се молите за другите луѓе, да бидете духовен воин на Исуса Христа, да учествувате во духовната војна, да помагате да се спасат душите, како што Исус Христос им кажа на Петар и на Андреј: дојдете, ке ве направам ловци на луѓе, а тие беа рибари. И ти можеш, брате, да бидеш на страната на Исус Христос, да бидеш ловец на луѓе, да помагаш да се спасат изгубените, заблудени души, мртви однатре, бидејќи без читање на Словото и живото Слово на Исус Христос и Библијата, твојот дух е мртов, а пишано е: телото без дух е мртво. Уште една вистина: не можете да му служите на Бога и на Мамона. Мамон е богот на парите. Современиот свет му служи на парите, на богот Мамон. Луѓето се врзани за парите, за татковината, за објектите, за кариерата, за себе обожувањето, што е првиот грев. Ние зборуваме за еден принцип на единство со Бог. Се да му оставите, се да му предадете на Исус Христос, на Отецот и Неговиот Син Исус Христос, и во вас да дојди да живее Свети Дух, да ве води, зашто со Светиот Дух сте запечатени до последниот момент на воскресението. Да ве води до Божјото царство на небесата. Во Перт, Западна Австралија, во еден световен свет, каде што луѓето веруваат и размислуваат како да преживеат и да натрупаат капитал, зборувам за едно духовно богатство, за богатство во Царството Божјо на небесата, за една нова и небесна татковина. Зборувам за Божјата љубов, која можете да ја најдете
молејки се, барајки го, учејки, читајки и слушајки го Светото Писмо, напишано од Духот Свети. Каква штета! Луѓето доаѓаат на земјата, мислат дека се живи, дека живеат, и кога душата ќе го напушти телото, замислете каква штета да не прочитале, да не разбрале, да не научиле, да не слушнале за Исус Христос и за живите слова кои ги напишал самиот Бог. Каква штета! Бог ви оставил живо слово и патоказ да се преобразите, да станете сличен на Него, да го изберете живиот Бог и животот, да го изберете животот наспроти смртта, а вие, заблудени од световното и од овој материјален свет, со очи не гледате како што вели Исаија, со уши не слушате и како што вели Исус, овој народ не слуша и не гледа да не се покае и да не го исцелам. Ти благодарам, Господе, што ми го отвори ова слово, што ме носиш да врвам по Твојата светлина, што ме облекуваш со Твојата љубов, што ми даваш сила од озгора да сведочам за Тебе, да се молам, да сведочам, да Ти служам и да бидам во едно облечен со Твојата љубов. Татко Небесен, Ти благодарам што го испрати својот единороден Син, Исус Христос, што ни го испрати Духот Утешител, Духот на вистината да не води. Благослови го овој храм, оваа црква на единство на Западна Австралија, благослови австралиската земја и сите христијани што живеат во неа, да им сила на австралиските цркви, да се соединат со Духот и да преобратат многу, да спасат души, да ги доведат до Христос, да им сила на сите христијански мисионери по цел свет, кои Тебе Ти служат, Татко Небесен, преку Твојот жив Син, живиот Бог Исус Христос со Духот Свети, и да се помолиме за гладните, заблудените, сиромашните, за оние кои не го спознале Бога, за оние кои живеат без љубов, за оние кои се уште не разбрале, не ја сетиле, не го отвориле срцето за Божјата љубов. Ти благодарам, Господе, што и во овој ден беше со мене и денеска ја спроведувам Твојата власт која ми ја даде и ја објавувам Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над се што не е Божјо. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Те сакам, Господе, Ти благодарам, Христосе. Слава Ти, Господе. Мир вам, алилуја, амин, до Божјо Царство Небесно. Од Перт, Западна Австралија, раб Божји Тихомир Стојановски. Амин.